Нели? Сака да кажете власта е арогантна, не би... Па сега тоа е. Немаше некоја работна група, не се формираше. И никој, па немаше никаква. Него поминуваме од тема на тема. Ти објаснував друго нешто. Јас не знам зошто како не се најде во ова логика сега. Некоја здружение, невладина организација, за да приложи во секој град по колку потписи треба за независника, требаше за независни 1000 прилично. Па да имавме листи со 1000 градоначалници, 1000 советнички листи и како ќе гласаат граѓаните. Гледате ли во што те воведуваат? Да, се отиде од една крајност во друга крајност, да. Вакви авантуристи кои единствено им е важно да седнат пред огледало и да се мават во гради колку се големи лидери. Ама тоа не значи дека е така. Нели? И не воведуваат во вакви авантури. Добро, не ми одговоривте на прашањето кои за мене не прават никаков сенс. Што ќе промени тоа, еве и да победите убедливо на избори, што ќе промени тоа на национално ниво, бидејќи ова не се избори за парламент? Тоа што јас очекувам, многу ми е важно албанците да се изјаснуваат. Минатата година нивното право за да одлучат за нивните представници беше длабоко злоупотребено од страна на ВМРО и од ВЛЕН. И најдобриот начин гласачите за да го изразат тоа, за тоа велите дека референдум не се задоволни, да. Тоа ќе го прават со глас. Добро. Не со празни муабети дека не е во ред ова, него тоа се прави со глас. Се дава јасна порака до сите политички представители дека во иднина треба да се слуша нивниот глас. Не волјата на некој, не знам, политичар кој ќе биде мандатар и кој ќе стане премиер. Да, тоа по автоматизам не значи предвремени избори. Затоа, како прво, многу е важно легитимитетот да се изразува како што треба. И да се почитува. И ова го има на раце сега албанскиот гласач во сека општина. Затоа е референдум за одговорот за политичките постапки, последиците кои ден денеска ги чувствуваме ние од минатата година. Речи, ние не зборувавме околу ова власт. Пред да дојде на власт Мицковски најави дека ќе укине балансер, дека ќе укине бадентер, дека ќе укине закон за употреба на јазиците и сите тие се постапки кои се тера балансерот се укина, така ли? Го укина Уставниот суд, еве владата сега ќе носи закон за правична застапеност. Ама сте виделе каков закон носи владата? Ќе видиме, нали, на консултација во Венецијанска комисија. Дали сте го читали законот? Некои делови само, вака не е објавен уште. Па што да читаш некои делови, само две членови има што зборува за правична застапеност. Другото зборува комисии. Кога се спомнуваат комисии, нема сериозност во таа работа. Нема комисија, закон треба да се почитува. Ако не се почитува, треба да се заврши во затвор. Така ли? Добро, немаше закон до сега. Прв пат има закон за правична застапеност. Имаше балансер. Знаеш кој е изговорот? Па се злоупотреби, да. И што правиш кога се злоупотреба закон? Смениш закон или тој што го има злоупотребено му отвараш постапка и завршува затвор. Така ли? Не, јасно, треба да се почитува и правичната застапеност, тоа е уставно начало. Ова ти било некој балансер што ќе ни донесе многу албанци во администрација, па е да го укинеме бидејќи се злоупотребувало. Во овој случај нема корупција. Има такви случаи, господине Села. Како нема? Има. Има, во ред. Има. Во Министерството за економија 50% се албанци вработени. Тоа не е балансер. Ако е балансер ќе бидат 25, 26, колку се. Немам јас точни информации, но не верувам дека, знаеш, во овој закон што се продава како да е нешто многу унапредување на правата. Да, ама знаеш што вели еден од членовите? Првиот член ти вели дека правичната застапеност е гарантирана со устав, што така е, нели? И вториот член ти вели дека секој има право да се чувствува како што сака. Државата ја гарантира неговото право да се чувствува секој граѓанин како тој се чувствува, без да воведе граница. Кога? Во кој ден?
Да, Значи, има тоа време во за ред. оваа дебата, да. Рано многу уште законот да дојде. Чекај, многу е важно ова. Да, По кој ден уште не е ти покажан имаш законот, право да се изјасниш како се чувствуваш, кога се прави пописот, а не секој ден. Да станеш наутро македонец, ќе гледаш таму некој оглас каде што се бара турчин, да станеш турчин, Така правеа. Па така правеа. Да. Да. Не само македонци, албанци, роми. и што треба сега да укинеме закони? Не, треба да се земат одговорност. Да, ќе имаме за прилика, директорите кои го дозволувале и овие кои го злоупотребувале. И да ги изгубат тие работни места кои bespravно си ги зели. Може ли тоа да се Во ред, случи? принципелна ви е позицијата, така че е. има време за оваа дебата, Така е, че имаме во ред. друга прилика, после ни тече времето околу избориве. Сега не ми одговарате конкретно што ви правеле. Например, деновиве се појавија некакви анализи дека може да има и протести. Дали е така тоа опција доколку победи вашата коалиција убедливо надвреди, иако не знам што подразбирате по тоа. Дали например победа ќе биде ако ги изгубите Чаирите Тоа? Таму се Меджити и Касами, двајца од лидерите на европскиот на Влен кандидати. Како прво, победа се рачуна би политичките партии се мерат со советничките листи. Тоа ќе броите? Сега тоа се брои кога зборуваме за легитимитет. Добро, ма локални избори Не можам, и ама градоначалници, не можам да советници. бидам непринципиелен јас. Нели? Ако зборуваме за легитимитет и сила на политичките партии, треба да се гледа советничките листи. Добро. Таму се гласа партија. Окей. Бидејќи сега, Ако победат Меджити и Касами, тие ќе речат дека победиле. Не, чекај, ако тоа му смети на Мицковски, на Касами, на Меджити, овој став дека силите на политички партии се гледат преку советничките листи, тоа е негов проблем. Ама ако зборуваме за легитимитет, тоа е. А за градоначалнички функции, сега, според нашите анкети, сегде Националната алијанса за интеграција, бидејќи Ќе го запамтиме до крајот на изборите, ќе го запамтиме. запамтиме, ќе победи во сите општини. Добро, ќе видиме тоа како ќе биде. Дали е опција да се прават протести после изборите, доколку Мицковски остане тврдо на овој став, дека нема да има предвремени избори? Ама не знам зошто се плашат, бидејќи овие теми често се отварат. Ево кога се направи минатата година новото мнозинство, власта сегде премиерот велеше дека ќе има дестабилизација, министрот за внатрешни работи, дека спремат ова, спремат она, сега уште посмешни се. Дури од Хоџа излегува во, не знам, Аднан Азизи, Хоџа е по професија, и со некакви си параноични изјави дека имало организирани групи кои сакале да запалят џамија, кои палят ова, палят она и така натаму. Дори пожарите што се случија се поврзуваат со дуи некако со дрисла. Што поврзуваат. И тогаш цело време се зборуваше дека да, ќе има протести, ќе има дестабилизација. Луѓе, правото на протест е демократија, не е дестабилизација. И сега, дали ќе има протести? Ние во Европскиот фронт не сме разговарале околу оваа тема. Дали ќе има протести или нема да има протести. Ние разговараме за победата која ќе ја постигнеме во 19 октомври на локални избори. Ама убаво што и овие ни покажува стратегија како треба да делуваме после тоа. Бидејќи на крајот на краиштата треба да го направиме тоа што од тоа што тие се плашат. Нели? А од друга страна, кога уште еднаш граѓаните со глас ќе докажат кој треба нив да ги представува и во централна и во локална власт, тогаш ние мора да се однесуваме во зависност од тоа како ќе гласат граѓаните. Ако Националната алијанса за интеграција не ако, него сигурно ќе ги победи овие избори, тогаш ние мора да го бараме нивното право на граѓаните кои одлучија да имат своји политички представители. И тоа нема врска со, не знам, нешто со тврдите изјави на премиерот дека ќе има или нема да има избори. Ако не сака да има избори, па можда умно би било да има протести за да се Има стабилно мнозинство. Не заборавајте, над 70 пратеници има. За да се натера премиерот за да одиме на предвремени избори.
Има стабилно мнозинство, над 70 пратеници. Ама не знам колку е стабилно, кога Самиот тоа има 58. Кога тоа стабилно мнозинство има внатре во неговите редови функционери кои се плашат кутрите дали да зборуваат изјави да дават на албански, дали да дават на македонски, бидејќи одма им излегува Мицковски им вели ако не зборуваш македонски ќе бидеш разрешен и така натаму. Требаше да има преведувач така. И така натаму, и така натаму. Треба да се почитува и македонскиот јазик како официјален јазик. Тамо некој може да и не го знае. Да, но треба да има преведувач ако не го знае, да. Знаете што, мене многу полесно ми е да зборувам сега на албански. Да, знам, господинот Цветај од Белгија дојде, не знаел македонски, ворете тоа, да. Бидејќи нормално е дека многу подобро ќе се изразувам. И многу подобро ќе ги еве сега не ми текнува зборот. Да ги артикулирате вашите ставови, ја ќе ви помогнам. Знаете, важно да се разбереме, да. Треба да се Не, лошо ако нема, ама за тоа сакам да ви кажам, треба да се разбере оној човечкиот фактор. Човечност е. Немаше преведувач, не против нешто. Човечност е. Да, ама немаше преведувач и ние не можевме да разбереме што зборува човек. Но одамна е ова тема и никако да се најдат. Добро, на крајот сме од емисијата, ги споменавте евроинтеграциите како ваша водилка за коалицијата уште од лани со Европскиот фронт и со ДУИ. Позицијата на владата е горе-долу јасна, значи тие не велат дека се против внесување на бугарите во уставот, но бараат некакви гаранции дека тоа ќе биде последното барање во однос на тие идентитетски, историски прашања билатерални што со Бугарија треба да ги разговараме. Дали има нешто спорно во опозиција за вас? Гледам дека дури и Еди Рама има разбирање и не брани секаде каде што по светов. Секогаш Еди Рама ги имат бранет од позициите на Македонија. Да, многу често и во Брисел и секаде говори дека не е принципиелно тоа, да. И тоа многу јавно, нели? Знаете што? Треба да се сфати една работа. Сега го зборуваме за европски интеграции. Договорот за добро соседство со Бугарија. Нели? Преговорите помеѓу Северна Македонија и Бугарија. Треба да имаме да ни биде јасно една работа. Веќе тие преговори не се со Бугарија, него се со Европскиот фронт од моментот кога се прифати германско-францускиот договор ли беше? Предлог, француски предлог викаме. Така. Предлог кој стана во договор од кога се ратифицираше во собрание. Нели? Да, но тогаш не беше консултирано во ВМРО ДПМН, а без нив не имат двотретинско мнозинство. Јасно ви е тоа. Сега дали беше било пропуст што не се консултирале? Јас не сум во позиција да знам дали се консултирало или не. Па јасно беа против тие, да. Бидејќи ниту бев дел од власта на тоа време. Од опозиција сум го гласал, сум го поддржал тој предлог. И сега кога тврдиш дека си за Европска Унија, автоматски имаш кажено дека треба да исполниш предуслови кои те водат кон Европската Унија. За да се отворат преговорите по сите оние црвени точки со сите наред ги има Македонија, бидејќи немаат отворено ни едно поглавје, така ли е? Треба граѓаните треба да знаат дека тие поглаве ќе се отворат од моментот кога ние ќе си ја завршиме задачата кој пред Европската Унија сме се залагале дека ќе ја завршиме таа задача. А тоа е уставни измени. Бугарите во преамбулата, а од друга страна знаете што ми е чудно. Тоа е ако бугарите имат некои претензии кон македонскиот идентитет, јазикот и така натаму. Точката од која се почнува овои идентитети да се разделат е да го прифатиш спротивното. Во моментот кога ги внесеш бугарите во уставот, јасна порака даваш до Софија дека ние не сме исти. Нели? И затоа мене ми е чудно зошто ВМРО не прифаќа вакво нешто. Сега, дали не Тие прифаќа... не велат дека не прифаќа, велат да го направиме на крајот од процесот. Дали не прифаќат заради тоа што се големи антибугари? Или дали не прифаќат заради тоа што и Радев беше против
предлогот, францускиот предлог. Така ли? Па имаше и други структури што беа против, да. Да. Ама Радев председател на држава. Така ли? Сега, кон кој план одат овие? Се со Радев или се со Европска унија? А Радев со кого не е со Европска унија? Во моментот зборуваме сега за проблемот со Така. внесување на бугарите во уставот. Ставот им е заеднички како на Радев, така и на Мицковски. Таков ли е? Добро, позициите на Бугарија беа многу порадикални, затоа беше Радев против. За бугарите во уставот Не значи дека од исти причини биле против, тоа сакам да речем. Ставовите се исти. Да. Ниту Мицковски сака да влегуваат во устав, ниту Радев сака да влегуваат во устав бугари. Да, ама може да е тоа од различни причини, за не мора Радев, да значи дека од ама иста причина. причината, знаеш што, за Радев ова е причината што ја реков. Кога ќе го признаваш спротивното, веќе се прави јавна дистанца помеѓу А ја не сум и сигурен идентитети. дека сака тој Македонија да почне преговори со Европска унија. А кои се причините на Мицковски, сега не можам да тврдам, тој сам треба да се изјави. Ама вака изгледа. Тој вели да нема веќе нови барања и услови. И вака звучи многу логично, зашто факт е дека не малтретираат со години. Па не верувам дека кои би биле тие нови барања и услови. Околу јазичните права јас јавно сум се изјаснил кога ме прашувале на ова тема. Знаете што? Ние треба сите да прифатиме и една вистина што македонскиот, бугарскиот, српскиот, не знам, рускиот, полскиот и многу јазици се група на словено-говорни народи, така ли е? Дел се од словенските јазици, да, не е спорно. И сега секој Ама па се различни, секој еден, значи дека се исти, да. нормално дека се различни. Тоа е проблем што не признаваат и дека се различни. Сега нормално е дека во таа група на словенски народи удел во ова група на во овој јазик на словенски народи удел има еднаков како македонскиот, така бугарскиот, така и српскиот, и сите јазици кои се дел од таа група, нели? Добро. Али Ахмет имаше една изјава денеска баш во медиумите одекна така посилно дека доколку останеме заглавени на овој пат подолг период, а во меѓувреме Албанија стане земја членка на ЕУ заедно со Црна Гора веројатно до 2030, дека граѓаните ќе се поделат едни со Бугарија, едни со Албанија. Претпоставувам вие со Албанија, не знам македонците дали ќе имаат право на избор или директно со Бугарија треба да дадат. Како ќе се припои, рече? Дека ќе се подели на некаков начин. Не. Ако сакате ќе најдам точно изјавата сега. Знам, бидејќи јас бев присутен кога Да, се веројатно сте даваше. биле на митингот, да. Во отворање штаб во Тетово беше, па друго е. Ако Македонија не влезе во ЕУ, тогаш некои ќе одат со Бугарија, некои со Албанија. Тоа му е изјавата. Знаеш што? Кој е најголемиот проблем? Кои се тврдењата на Бугарија дека денеска најголемиот Бугарија тврди дека се околу 200.000 македонски граѓани кои имат бугарско државенство, така ли? Така тврди, да. Така ли? И сега, која е причината зошто овие македонски граѓани земале бугарско државенство? Како, сега кажи ми, како тврди Мицковски за причината? Која е Па причината? економски дека одат за работа во Европска. Да, економски. Нели? И сега, кога Албанија ќе стане дел од НАТО, од Европската унија, Бугарија е членка на Европската унија. Македонија ќе остане надворед Европската унија. Од исти причини, што Мицковски и ВМРО ги вели, ево не влегувам јас дали се чувствуват, не се чувствуват бугари и така натаму, него економски е причината, нели? Од исти причини овие 200.000 ќе ти станат 400.000 македонци кои ќе земат бугарско државенство. Сите албанци ќе земат и албанско државенство. Така ли? За економски причини. Може ли да земате албански државенство? Тоа ви следува, не знам како е законот во Албанија. Па не, па може да се смени законот. Така ли е? Бидејќи јас не верувам дека Албанија би дозволила било кој политичар во иднина да направи уште еден, не знам, поделба помеѓу луѓе кои се блиски, имат еден јазик, една култура, едно минато. Така ли? Така ли е? И сега, замисли, ако Албанија дел од Европската унија, јас ќе треба да одам во Албанија, ама не повеќе од 3 месеци до годината. Така ли е?
И во тој случај, нормално дека секоја власт ќе има притисок за да го смени законот, иако право секој албанец има да земе државјанство, албанско. И во тој случај, ево, албанците ќе земат албанско државјанство, македонците ќе земат, не знам, албанско и бугарско, и албанците и бугарско и албанско, и ќе бидеме држава, Северна Македонија, со државјани, бугари и албанци. На тоа се однесува. Тоа е она болна вистина кон каде не води ова постапка, овие постапки на овие политичари, кои се мават во гради, а од друга страна треба малку да имат осет, бидејќи ништо не можеме ние сами да постигнеме како држава ако бидеме изолирани. Знаете што? Цело време, една година, се уморивме од слушање кредитот, унгарскиот кредит и така натаму. Дека се инвестирало овде или онде. А никако да дават отчет кај се 250 милиони евра што се дават за финансирање на бизнисите, кон кои бизнисмени одат тие пари. Народот треба да знае, бидејќи овој народ ќе ги плати тие сметки. А наместо ние да зборуваме за долг и кредит кој се зема од Маđарска, кој се зема од, не знам, од Англија, United Kingdom, ние треба да зборуваме за поглавја и да искористиме неповратни пари кои се дават од Европската Унија, кога од оние предпристапни фондови, нели? Ова му е покритие на господинот Мицковски. Но зошто не би сакал да почнеме преговори? Зошто не би сакал да Македонија да напредува? Мислам, ми нема некаква логика. Ама тој знае што треба да направи за да почнат преговори. Иначе ќе се соочи со ова реалност која ја објаснив, што вие на погрешен начин сте ја толкувале изјавата на... Добро, ама вие сами рековте дека е исто јазично подречје, исто минато, дека вие сте... Тоа не е албански свет, зашто многу се реагирате за така наречениот српски свет, иако не знам точно на што точно забележувате на владата. Претходната влада имаше отворен Балкан, имаше повеќе состаноци. Чекај, има многу една важна работа. Никогаш ние не сме рекле дека албанците во Албанија се друг народ. Никогаш ние не сме рекле дека косоварите не се албанци. Ние сме албанци и во Косово, и во Македонија, и во Албанија, и сегде. А македонците... Тоа не е закана за државата? Не е закана. Како српскиот свет? Пред 2 минути рече дека господинот Рама е најдобриот што го имат брането Македонија сегде. Нели? Јасна треба да ви биде на работа. Никаква закана немате вие од албанците. А мислите Вучич не сака европска интеграција на Македонија? Сега, ако бидејќи нели рече дали е исто албански свет, српски свет. Значи не е исто. Бидејќи македонците и србите се различни народи, така ли? И не може да има српски свет во Македонија. А вие се грижите македонците да не бидат асимилирани? Абе не се грижаме Во Југославија толку години поминале, не асимилирале се, ама затоа вие треба да се грижите, не јас. Ти како македонец, ама ти како македонец треба да се грижиш за тоа. Да, ама не успеале во Југославија, сега нема шанса. Ама кога веќе некој сака да те стави во нивен свет, а имаш две различни идентитети, тоа не е здраво. Тоа не е здраво. Ама не гледам дека нешто посебно се блиски односите, не знам, мислам, дворец се односите, немаме отворени прашања со Србија, последното беше со црквата, ја призна, ама не гледам дека напротив владата на Дујин и на Ковачевски повеќе имаше средби, отворен Балкан. Ано за жал, Гоце, знаеш што, се занимава со една изјава која е извадена од контекст на господинот Алијамети, ама не гледаш никаков проблем да доаѓа министерка, не знам, за социјални работи или за што од Србија и да ти го прогласува Битола за српски град. Кога беше еден прослава што има. Ана кај Макчеланко прославува. Кога ти влегуваат со униформи српски во Македонија и тука не гледате проблем. Тие се тие докази. Јас сум имал прилика да слушам изјави на политичари кои многу се огрешиле кога беа активни во политиката и кои сега размислуваат со поладна глава. Црчковски еден од нив, например, кој многу има сгрешено кога беше активен, кој беше еден од оние архитекти на уставот од 91 година,
некој не воведе во конфликт. Тој со фабричка грешка. Сакајќи, не знам, да покаже дека колку голем македонец е. А голем македонец не се ако газиш врз правата на албанците. Тоа треба да се одбива таквата поука по кој политичарите го учат македонските граѓани. И сега знаеш што вели? Ако ние ако треба да ја заштитиме нашите идентитет и култура, ние треба да направиме договор со албанците, бидејќи немаме никаков ризик нашиот идентитет да се спои со албанскиот идентитет. Имаме договор ние. Имаме ризик, вели, од србите и бугарите. Негова изјава. Да, не, борете. Или изјавата на господинот Љупчо Георгиевски. Вели, зошто ние цело време слушаме српска музика, слушаме бугарска музика и така натаму. Значи, овие се добронамерни изјави на политичари кои многу се огрешиле во минатото. И знаат што сгрешиле, па убаво е да се слушат, да се учат од грешките кои тие ги има направено. За доцната памет не ни помага многу. Истече нашето време, господине Села. Од оваа емисија воведуваме една мала новина. Нашите гледачи да може директни прашања да поставуваат на гостите. Имаше 10 оставено на ваша сметка. Одбрав 3, јас па еве на брзина блиц да ви ги поставам да ги одговорите. Не бев информиран за овој дел, но варет не е. Да, може мој пропуст, ама не е ништо спорно. Прашањата се легитимни, би ги поставил и како да се мои. Еве Тони Богевски вика, прашајте го гостинот зошто се зборува во парламент за права на албанци, турци, македонци и така натаму, а не се зборува за права на човекот. Ова е во принцип на тезата дека треба да градиме граѓанска држава. Ма чекај сега, човекот е или албанец, или турчин, или македонец. Да, ма во некои држави не е битно тоа. Што значи тоа? Во некои држави не е битно тоа. Човекови права значи јазични права. Така ли е? Да, ме. И одма зборуваш за јазични права. Јазичните права се на јазиците кои постојат се албански, македонски, турски, српски, така натаму и така натаму. Тие права што се газат на граѓани, правото на работно место, тоа е право на некоја етничка заедница која го има тоа место. Треба да го има тоа место, бидејќи го има во уставот. Правичната застапеност. Значи, според вас не е важно да одиме во тој правец граѓанска држава, да се избришат тие етнички бариери. Ама каде го има? Тоа граѓанска држава треба да почне од уставот да се промени пак. Нели? Да. Па и во таа граѓанска држава треба да се договориме кои ќе бидат службените јазици. Не можеш да третираш како миноритет, малцинство, 1/3 од населението. И добро, во уставот има формулација 20%. Па затоа ви велиме, 1/3 албанците треба сите да сватат. Тоа е реалност. Во Македонија додадовте малку. Ништо немам додадено. Третина, добро. 1/3, според пописот 30% се. Да. Како не се 1/3? Добро, со се диаспората така. Чекај сега, диаспората дали има државенство? Дали се гласачи? Кој одлучува на системите на една држава? Па пратениците. Не е тоа, јасно треба да се направи преку гласачите. Попис некогаш и да се Уште види. повеќе се со диаспората. За политички поени. Во ред, не е за политички поени, него зборот ми е да граѓански права значат и права е синоним на етнички права. Бидејќи тие граѓани имат етникум. Ве разбирам, да, но кај нас и политичкиот живот и партиите се така организирани етнички. Не можеш да се гордеш дека јас сум горд македонец. Да, но зошто вие ама оној таму е граѓанин. Зошто да не барате гласови од македонците? Кажи ми пример на устав кој е граѓански во светот. Не, американскиот. Како американскиот? Па таму се сите американци, не е битно кој какво потекло има тоа, воопшто не ги занима. А како е направено? Има многу француски, има многу граѓански устави. Не, баш како читате во уставот не е така. Добро, ни договоривте, немаме време, не истече времето. Има уште едно во контекст на ова од Арбен Александар Денсторе подпишан. Сакав уште нешто, не говорете. Треба да се знае еднаш за секогаш една работа. Македонија и Балканот не е Америка. Тука живеат автоктони народи, кои низ историјата живееме во ова реалност која имаме сега. Можда таа реалност требаше да биде поинаку.
Ако го прашаме господинот, тој сака друга некоја реалност. Ако ме прашуваш мене, би сакал да има некоја друга реалност. Ама ова е што имаме. И во наше раце е да ја градиме иднината врз основа на ова што ја имаме. Почитувајќи се меѓу себе. И кога се зборува за албанскиот јазик, немој да ми кажуваш дека треба да одам Албанија за да учам албански јазик или да зборам албански. Тама работа сме ги надминали тие работи. Па така е. Бидејќи тоа треба, секој ден се прават емисии. Тоа право јас го имам и ќе го осварам тук. Никој тоа не го спорува. Може некој го спорува, овде на ова маса не. Прашање до господинот Села, дали бил во Европа да види што човекови права има таму, а ние ги немаме во Македонија. И второ, што му смета да го потребува нашето име на државата Република Македонија. Нашето име на државата е Северна Република Македонија, со устав. И јас на неколку наврати. Не, дали ви пречи да користите Македонија? Зошто? Па ништо не ми пречи мене тоа да го кажувам. Бидејќи не знам за ова прашање и за други прашања во животот, ако некој ми вели не смееш, јас смеам. Нели? Тоа личи баш на вас. Последното прашање е Сега, никој со ова сакам да кажам дека мене не може да ми наметне некој од Грција и од ама институционално ако се зборува, председателот, премиерот на државата кога излегуваат во говорница, треба да го употребат името што стои во уставот. А вака во емисија, не знам зашто толку треба да се чуваат политичарите, зашто велат Македонија или Северна Република Македонија. Добро. Последното прашање, Гоце, праша го Зијадин дали ќе влезе во влада ако му биде понудено? Мене ми е понудено влез во влада одамна, уште од кога завршија изборите. Ама јас не сум од политичари кои размислувам само за власт. Да, долго време Мицкоски зборуваше дека ќе се проширува мнозинството, но не се случи тоа. Сегурно, Со вас имаше секој ден се зборува, не сум седнал да преговорам, ниту сум имал средба. Има, знаеш во политиката, некој ќе ти пушти некој абер и така натаму. Таа можност секогаш сум ја имал, ама не мислам дека тоа е здраво за да се случи. Значи, не сакам да бидам гума за спасување за било кој политичар, било која власт. Ако некој сака да седне да преговара со мене, знае од каде треба да почне. Од Али Ахмети? Не, никако. Каде се? Треба да почне од уставните промени. Од уставните промени, добро. Треба да почне од оние работи кои ние ги имаме зацртано во политичката платформа на Алијансата за албанците. Али Ахмети нека се зборува за неговата партија. Добро. Господине Села, ви благодарам за учеството во емисијата и ви посакувам успех на изборите, па ќе видиме што потоа. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Зијадин Села, лидер на Алијансата за албанците. Останете со Канал 5, се гледаме следниот четврток. Довидување.